Работеле вредно и посветено. На газдите им касирале 735,5 милиони евра, а наместо пари за побогата трпеза добиле само коски. 100 најголеми компании во Македонија за една година оствариле 42% поголема добивка, а на работникот платата му ја зголемиле за 5,8%. Сојузот на синдикати на Македонија го вклучи алармот. Олигарсите се богатат на грбот на работникот. Во време на економска, енергетска криза и инфлација, работниците се оставени да преживуваат како знаат и умеат. Работниците само во овие 100 најголеми компании биле попродуктивни на своите работодавачи им сработиле фантастична добивка за дополнителни 218,1 милиони евра за само една година. За подсетување, владата и работодавачите бараат поголема продуктивност, а поради политиките на владата кон работниците и алчноста на работодавачите, на зголемена добивка од 42% од 2020 до 2021 година им ги изголемиле платите за мизерни 5,8%, колку што се зголемила просечната плата од декември 2020 до декември 2021 година, според Државниот завод за статистика. Дури и минималното зголемување го изеде инфлацијата. Статистика пресмета дека просечната нето плата во јуни достигнала 31.869 денари или 10,9% повеќе од истиот месец минатата година, што во суштина, поради огромниот раст на цените, значи намалување за 3,1%. Или и оние кои добиле повисока плата, сега се посиромашни од лани. Дополнителен удар за работникот е извештајот на Државната ревизија, според кој во овој период констатирано е намалување на средствата во државната каса за владини мерки и политики за поддршка на погодените професии од ковид пандемијата. Од ССМ реагираат дека од планираните 23 милиони евра, во добар дел работниците не добиле пари на своите сметки. Владата и работодавачите од приватниот сектор треба веднаш да пристапат кон зголемување на платите на работниците, особено поради фактот што и во време на ковид пандемијата работниците, изложувајќи се на ризик по нивното здравје, со својот труд им го ствараа капиталот на работодавачите, а државата наплаќаше големи приходи по основ на даноци. Според публикацијата 100 најголеми, во времето на здравствена и енергетска криза, здравствените и енергетските компании оствариле фантастични позитивни салда, а не и модело лошо ниту на големите синџери на супермаркети. Првите 5 места од 100 најголеми припаѓаат на компаниите Джонсон Мети со профит од речиси 80 милиони евра, ИГМ Третот Кавадарци со над 51 милион, рудникот Саса со над 35 милиони, Евана и Македонски Телеком со по 28 милиони евра.